лекарите, министрите и парите. Престанете политика да бистрите, кога ни се разболеа и лекарите, во самоизолација ни се министрите, се е поскапено, не ни спасуваат парите. Кавги и вонредни мерки. Неизвестноста сите жестоко не пече. Лидерските кавги не престануваат. Некој ќе мора да пресече, да рече до кога вонредните мерки остануваат. Мојата самоизолација. Сакав некаде далеку да отпатувам. Околностите наложија дома да седам, дали да се радувам или да тагувам, цел свет е зафатен со болест и беда. Тишината и осамата. Ни телефон да звони, ни соседи на врата да тропнат, осамата и тишината веќе ми станаа неподносливи. Дома седам, телевизија гледам, како врзани сопнат, од екраните само вести за болести лесно преносливи. Ќе завршам со лажни вести. Лажните вести и од пожар побрзо се шират. Побрзо палат и горат од шумски оган. Деманти и паниката не можат да ја смират. Не пласирајте ги, ви советува новинар Стар. Благодарам. Од името на сите нас здравствени работници, уште еднаш му заблагодарувам на нашиот сограѓанин, писател, новинар Васил Маневски. Се надевам дека во иднина нема да пишува за короната, ќе пишува за љубов, за пријателство, за мир, за убави работи. Се надевам дека сите заедно ќе ја победиме ова светско чудо што не задеси и дека нема да имаме веќе средби со бели мантили, туку во институциите каде што им е местото, ќе бидеме присутни и ќе слушаме за љубов, за мир, за пријателство. Благодарам. Благодариме на сите, респектирајќи и вашето време, еве толку, да сме живи и здрави, да се среќаваме за убаво. Благодарам на домаќинката за прекрасната организација, за убавите зборови. Благодарам на рецензентката за темелната рецензија што и трудот, времето што го вложи, да сме живи и здрави, да се видуваме заедно за убаво. Нашето искуство во за вакви ситуации не е многу големо. Прв пат ми се случува, се надам дека бевме успешни во вашата презентација и дека сте задоволни од нас.